Петар Добов го вклучуваме во овие вести. Петар, што се случува на протестите? Кои се барањата на граѓаните? Да, протестирачите бараат правда. Во моментов скандираат нема оправдување. Одовде од предосновниот кривичен суд во Скопје беше испратена и пораката затвор за Васил, со тоа што тие бараат тој да биде најстрого казнет од надлежните органи за тоа што го стори на 29 јануари, кога ја усмрти 22 годишната Фросина Кулакова на среде партизанска, односно на булеварот Партизански одреди во центарот на Скопје. Кратко пред ова линковско јавување, протестирачите изведува еден своевиден перформанс. Овде ги обоја рацете со црвена боја и оставаат траги на пешачката патека, односно на тротоарот, со тоа што сакаат да испратат пораката крвави ви се рацете. Имаат порака до сите од надлежните институции. Протестот они го започна, тие го започнаа пред пекарницата Силво на Партизанска, од каде што животот го загуби Фросина, а потоа се упатија кон собранието. Таму тие кажаа дека бараат затегнување на законската регулатива, бараат посериозни казни за ваквите тешки кривични дела во сообраќајот на патиштата. А исто така кажа, таму испратија порака и дека законските недоследности се виновни за тоа што ваквите сторители на кривични дела досега благо биле казнети според нивната оценка. Од пред собранието протестирачите се упатија пред јавното обвинителство. Од таму се задржаа кратко, а потоа дојде овде пред основниот кривичен суд и можам да кажам од свој личен вклучок дека овде бројката е многу поголема од колку што беше на почетокот на протестот, кога се собраа во 13 часот организирани преку социјалните мрежи. Еви во моментов додека јас зборувам се слуша позади мене дека тие извикуваат сакаме правда. Тоа е главната основна порака што сакаат да ја чујат и органите на прогонот и сите надлежни институции и носители на одлуки овде во државата. Ние се поразговаравме претходно со дел од протестирачите, ги прашавме дали се чувствуваат безбедни во сообраќајот, особено во главниот град. Ги прашавме за мислење за тоа што се случило и дали тие се сведоци често на ситуации кога гледаат опасни возачи во сообраќајот, кога гледаат опасни возачи зад воланот кои што имаат конзумирано алкохол или други психотропни супстанции. Тоа се гледа по нивното возење во пракса, така што предлагам овде да чуеме што кажаа граѓаните претходно. Поминувам тука со точак, не знам, 3-4 пати дневно, така да немам што да кажам. Не се чувствувате безбедно? Јас се чувствувам бесно. Уопште не се чувствувам безбедно, никако пешак, никако велосипедист. Поради тој зелен бран, ова улица, овој булевар Партизански одреди веќе стана булевар на смртта, ништо повише. Внимание на шоферите, без алкохол да се вози. И друго ќе речам, тој дечкото ќе излезе од затвор, некогаш, и 2, и 5, и 20, она нема да стане више. Мајката нежина ќе тагува додека е жива. Срце ќе плаче на мајката, толку. Кога ние како медиуми, како представници на медиумските куќи пристигнавме на локацијата која што беше означена како почетна точка на протестот, а тоа е местото каде што беше усмртена 22 годишната Фросина Кулакова, затекнавме гледка на бројни полициски сили, бројни полициски службеници кои што беа на терен и тоа беше првото добре дојде за нас таму, а потоа видовме дека на оградата на пешачкиот премин на булеварот Партизански одреди е поставена фотографија од Фросина, има бројни свеќи, луѓето палаат свеќи, оставаат свеќиња и речиси на секој поминување на зелено светло на семафорот, по некој случај минуват застанува, оддава почит или, како што кажав, пали свеќе и остават свеќе и си продолжува по патот, но во 13 часот луѓето наменски се собраат таму. Имаше бројни луѓе кои што чекаа во редица за да застанат пред фотографијата на Фросина и од таму започна се протестот, беше организиран во 13 часот. Мој впечаток е дека има представници и на повозрастната генерација, но има и многу помлади лица кои што и освен тоа што се гласни на протестот и сега во моментов ги слушаме како ги извикуваат своите пароли овде на протестот, нема проблем да застанат и пред нашата камера да дадат свое мислење. Има бројни студенти, студентите се организирани преку нивните студентски организации, дојдени овде на протестот и нивни представници дадоа изјави во камера, па предлагам овде да слушнеме што кажаа.
Ние денес тука излеговме во знак на револт од корумпираниот систем кој што ние обиколи нашата држава. Всушност ние го бараме конкретните имиња и презимења на луѓето кои што на јавните обвинители и на судиите кои што дозволија ова да се случи. Значи Фросина не е единствената жртва која што загина на овој булевар кој што ги одзема младите животи. Значи тука загина многу млади луѓе. Првично би апелирале да се зголеми јавната свест и едукација преку наши конкретни предлози и дискусија со надлежните органи, а потоа доколку тоа продолжи би се организирале за вакви исто искажувања на револти. Протестирачите не беа организирани ниту на социјалните мрежи, ниту со претходна најава дека ќе продолжат на неколку точки денеска да го искажуваат својот револт. Се организира ад-хок со повици на мегафон до присутните и така здружено се придружија кон наредните точки кои што ги планираат да ги посетат како дел од протестот, така што ние немаме информација дали овој протест ќе продолжи, не знаеме до кога ќе трае. Исто така не знаеме и дали ова ќе биде еден единствен протест или планираат и во наредните денови на некаков начин да го искажуваат револтот, но останува тоа да го видиме, затоа што остануваме овде на терен, ќе проследиме како ќе заврши протестот и нови информации во наредните информативни изданија. Петар Догов се јави од протестите низ центарот на Скопје со свирежи и извици "Бараме правда", стотици луѓе, пред се млади луѓе, бараат правда за усмртувањето на Фросина Ќулакова, кое што се случи вчера на партизански одреди во Скопје. Петре, ти благодарам.